Вкупно 72 пациенти од пожарот во клубот Пулс во Кочани се лекуваат надвор од државата, откако во текот на вчерашниот ден беа испратени уште 21 пациент. Во Скопје на лекување остануваат 98 пациенти. Во текот на вчерашниот ден, според информациите од Министерство за здравство, пациентите се распределени по здравствените установи низ земјата, и тоа на клиничкиот центар во Скопје, 52 пациенти. Во градската општа болница 8 септември, 17 пациенти, Универзитетска клиника Свети Наум Охридски, 12 пациенти, клиника за токсикологија, 10 пациенти, Аџибадем Систина, 7 пациенти. Надвор од државата во текот на вчерашниот ден на лекување биле упатени 21 пациент, и тоа во Литванија, 4 пациенти, Австрија, 2 пациенти, Словенија, 2 пациенти, Република Србија, 12 пациенти и Република Бугарија, 1 пациент. Министерот за здравство Арбен Таравари вчера информираше дека пациентите генерално се во стабилна состојба, освен 20 пациенти, за кои рече дека се во критична состојба. При тоа, нагласи дека сите пациенти кои биле во Кочани и Штип се сместени во Скопје за третман на ниво на терцијарно здравство. Тој испрати апел до сите оние кои присуствувале на трагичниот настан во Кочани каде загинаа 59 лица и не се пријавиле на лекар, да се пријават кај нивните матични лекари во болниците во Кочани или Штип, или пак во трите болници во Скопје. Одреден е краткотраен притвор од 48 часа на поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, на поранешниот директор на државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски и на уште 12 лица осомничени за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Од основното обвинителство Кочани информираат дека судот во Кочани го прифати барањето на обвинителството по предлогот за определување мерка краткотраен притвор за сите 14 осомничени лица. Изречена е мерката краткотраен притвор во траење од 48 часа. Јупчо Коцевски на вчерашната пресконференција соопшти дека во врска со несреќата во ноќниот клуб Пулс во Кочани се работи на итно процесуирање на 14 осомничени. Тој информираше дека се сомничат за тешки дела против општа сигурност по член 292 од кривичниот законник со казна затвор од најмалку 3 години без горна граница на казнување, што може да се движи до 20 години. Воедно, рече дека се испитуваат дејствија на примање и давање подкуп како и незаконска набавка на пиротехнички средства. Започнува теренска контрола на сите субјекти регистрирани како кабаре, дискотеки или ноќни клубови, пошто властите ќе излезат со детални информации. Почнувањето на контролите вчера го најави премиерот Христијан Мицкоски по координативниот состанок со директорот на државниот пазарен инспекторат Владко Стојковски и министерот за економија и труд Бесар Дурмиши, на кој се разговарало за досегашните постапки кои се преземани од надлежните институции и обсежната анализа за сите субјекти регистрирани како кабаре или дискотеки, ноќни клубови. Премиерот Мицкоски уште завчера на пресконференција во владата рече дека ќе почне робусна акција на проверка на сите документи во угостителските објекти, по страотниот пожар во дискотека во Кочани, во кој досега загинаа 59 лица, а 155 се повредени. Според Мицкоски, ноќниот живот во Македонија е во целосна илегала и, како што рече, само 12 локали имале лиценца за работа како ноќен клуб кабаре. Релативно стабилна е состојбата на повредените во дискотеката, но не може да се каже каква ќе биде состојбата понатаму, бидејќи се уште е рано, рече денеска заменик министерот за здравство Јовица Андовски во изјава за медиумите. Андовски соопшти дека од 6 пациенти во Анкара, од кои првично 5 биле интубирани, сега биле екстубирани, значи состојбата им се подобрила. Во пластика имало хоспитализирано 17 пациенти, на токсикологија 13, на торакална 4. Траума 2, детска хирургија 4, Карил 14, Стара градска 12, градска општа болница 8 септември 18, Штип 3, пулмологија 2, или вкупно 89 пациенти во земјава. Вкупно 76 пациенти се транспортирани на лекување во странство. Последни ноќеска биле префрлени во Хрватска, Словенија и Виена по двајца, тројца во Атина. Планирани биле уште префрлувања во странство: Виена, Полска, Шведска, Холандија, Италија, Хрватска, Норвешка и Словенија.